Време е да се урне македонизмот, последниот бастион на Југославија која се распадна. Нов ден, нова серија провокации од Бугарија. Повторно во главна улога европратеникот Ангел Џамбаски изразува незадоволство што министерот за надворешни работи Бујар Османи испрати осуда за отворањето на бугарскиот културен клуб Цар Борис III, именуван по докажан соработник на фашистичкиот режим, нарекувајќи ги македонските политичари од Кривардар, вели ништо не оправдува според него репресијата и омразата кон Бугарија. Ова, господине Османи, не е провокација, туку факт. Години на коминтерски лаги и пропаганда не може да ја променат историјата. И таа покажува дека бугарските чети биле пречекани како ослободители со цвеќиња и бугарски песни. Омразениот за сите македонци Иван Михајлов вели: кога се отворија бугарски училишта во Македонија во 1941 година, таму немаше бунт и не се бараа други училишта. Крајно време е политичарите крај Вардар да сватат дека нивниот страф од колапс на лагата не ја оправдува омразата и репресијата кон бугарите. Југославија се распадна. Време е да се урне незиниот последен бастион македонизмот. Иако со своите изјави на тема Македонија, бугарскиот европратеник доста често знае да е главна тема во македонските медиуми, премиерот тврди дека не знаел воопшто кој бил Џамбаски, порачувајќи дека никој не може да го сруши македонизмот. Ја да ви кажам, не знам кој е тој човек, така да кога ќе ја видам изјавата, може да ви кажам. Ваквите навредливи зборови од страна на еден европратеник не се единствени проблематични од бугарска страна. Повторно на сцена стапува и бугарската фондација Македонија, која се финансира со пари од државниот буџет на Бугарија. Сега од таму ни порачуваат дека ако не се укине прославата на 11 октомври, кога во Прилеп и Куманово биле нападнати бугарските полициски станици, Македонија нема да може да смета дека некогаш ќе биде дел од Европската унија. Комисијата за историја ќе стигне до овој период и ќе покаже дека 11 октомври е криминално дело на 20 лица, чија жртва беше внукот на Дамјан Груев, Петар Дамев. Срамота и гнасотија е 80 години да се лаже цело општество, дека криминалното дејствие на 20 луѓе е манифестација на македонската волја за слобода, срам кој наскоро ќе биде ставен на крај. Покрај овие кои доаѓаат директно од Софија, секојдневни бугарски провокации има и внатре во државава, каде досега се отворени културните клубови Ванчо Михајлов и Цар Борис III. Овие клубови ги финансира здружение на приватно лице, но проблематично е што пари можна се дадени и од државниот буџет на Бугарија, каде за цели на бугарите во Македонија и други 4 земји само за годинава се предвидени 400.000 евра. Ковачевски вели дека ако бугарската влада ги финансира клубовите, тој немал начин тоа да го спречи. Да разговараме, може и јас сум разговарал дека треба да се градат мостови помеѓу државите и помеѓу граѓаните на двете држави, а не да се креира раздор. Отворањето на овие клубови официјално беше осудено и од македонскиот премиер и од првиот човек на дипломатијата, но велат немале законска можност да го спречат. Дури сега се почнува со подготовка на предлог закон со кој отворањето на овие клубови именувани по спорни историски личности би станало забрането.